денешната пресконференција ја свикавме со намера уште малку повеќе да ги доближиме идеите и целите за формирањето на Коморскиот инвестициски форум. Што представува Коморски инвестициски форум и како ќе отсликаме ситуацијата со земјите кои што се членки на Коморскиот инвестициски форум, ќе видиме во неколку квантитативни и квалитативни податоци кои што ќе ги презентираме денеска, ќе ги споделиме со вас. Овој Коморски инвестициски форум се случи како последица на иницијативата на германската канцеларка Ангела Меркел во рамките на Берлинскиот процес, со намера соседството на Европска унија да му помогнат да стане подобро соседство и заради таа цел за време на одржувањето на самитот на Западен Балкан во Виена во август 2015 година се потпиша спогодба за формирање на Коморски инвестициски форум. Во овој Коморски инвестициски форум влегуваат коморите како репрезент на бизнис заедницата, коморите од земјите на Западен Балкан, меѓутоа тука се и коморите на Србија и коморите на Хрватска и на Словенија, како членки на Европската унија, меѓутоа истовремено како земји кои што тесно се поврзани во размената со земјите во соседството, како што се земјите од Западен Балкан. Економијата секогаш представувала мост која што ги поврзувала економиите на овие земји во регионот, меѓутоа истовремено ги намендувала некој пат и политичките неусогласици кои што постоеле во регионот. Сведоци сме на многу настани кога настанувале препреки или затварање на граници поради некои други причини. Коморите биле тие кои што навремено, без да направат поголеми штети во бизнисот, успеале да воспостават мостови на соработка и да почне да тече таа економска размена. Берлинскиот процес е иницијатива која што е за поздравување, бидејќи издвои 82 милиарди евра кои што ќе бидат наменети токму за развој на Западен Балкан, средства кои што преку иницијативите кои што ги преземаат членките на Коморскиот инвестициски форум, ќе се реализираат проекти кои што треба да помогнат Западен Балкан заедно со Хрватска и со Словенија да бидат предвори на Европската унија, кој што ќе ги повлече европските стандарди и останатите квалификации на живењето во Европската унија. Она што е карактеристика за овој регион, не можеме да избегнеме да не кажеме дека во изминативе 25 години се среќаваме со проблеми кои што навистина не можевме да сватиме пораката на Европска унија, дека треба да се обединиме регионално, да соработуваме како такви многу полесно да се доближиме до европските процеси. Зошто тоа е така? Бидејќи многу од структурите ја препознаваат таа заедничка соработка и им личеше на некаква стара заедница во која што живеевме порано. Бидејќи економијата е она која што гради, како што реков, мостови, меѓутоа навистина треба со заеднички сили да помогнеме во реализација на заеднички проекти, не само како комори, туку заедно со сите наши членки, со стопанствениците, да ги направиме тие бизнис мостови и да покажеме дека сме спремни да се доближиме до европските стандарди. Малку карактеристики што представува Коморски инвестициски форум, што гледате од слайдот. Во моментот земји кандидати Македонија, Србија, Албанија и Црна Гора, потенцијални кандидати Косово и Босна и Херцеговина и двете членки на Европската унија, Хрватска и Словенија. Зошто е важна ова регионална соработка и зошто токму Берлинската иницијатива е препозна како важен процес во приближувањето на земјите од Западен Балкан во Европската унија, е токму надминувањето и на сличностите, меѓутоа надминувањето на предизвиците, односно ризиците кои што постојат во овој регион. На Западен Балкан му се потребни не само структурни реформи, не само борба против корупција, туку уште многу други предизвици кои што сме сведоци во секојдневното живење. И она што е главна цел, да станеме место во кое што на Западен Балкан ќе се останува, нема да се заминува. Значи да не дозволиме понатаму одлив на младата работоспособна работна сила. Заедничките цели кои што треба кои што ги поставивме, за кои што е изработен акционен план во рамките на Коморскиот инвестициски форум и треба да се реализираат е зголемување на конкурентноста на малите и средни предпријатија, создавање на подобра бизнис клима, намалување на стапката на невработеност во земјите на Коморскиот инвестициски форум и создавање на зона на економска стабилност и намалување на стапката на емиграција, поготово на младите од земјите членки на КИФ.
Сите овие цели неопходно е што по-ефикасно на вклучување на бизнис заедницата во реализацијата не само на проектите кои што се отпочнати, туку и проектите кои што следат во рамките на КИФ регионот. Ова е нова ера во соработката на коморите од регионот и за ова ќе зборуваме, се надеваме, и во наредниве 10 години до исполнување на сите обврски и цели, затоа бараме поддршка не само од медиумите кај нас, туку побараме поддршките од медиумите од регионот, бидејќи целиме дека ова нешто конкретно, инструмент во кој што веруваме, инструмент кој што е финансиски поддржан и дека ова ни е последната шанса да го фатиме возот за да се приближиме во Европската унија, односно напредне целиот овој регион.